Пред се честитки на организаторот на овогденешниот Струмички карнавал за квалитетот на маските, за организацијата, за успешниот настап на сите карнавалски групи. Овие награди за нас се подстрек да работиме малку поинтензивно следната година. Ова година вложениот труд на некој начин од наша страна беше препознаен од страна на жирито. Меѓутоа, пред се за нас е битно дека и публиката, бројната публика на улиците во Струмица ја препозна нашата маска, ја поздрави нашата маска и тоа е за нас една награда повеќе. Ова награда е само доказ на трудот, ова награда е заслуга на сите овие маскирани околу мене, значи на сите членови на Звезден град. Меѓутоа пред се сакам овие награди и признанија да ги на некој начин да ги посветам на сите ентузијасти во Струмица кои упорно со свој труд се трудат да ја негуваат традицијата и со своја максимална заложба да допринесат Струмичкиот карнавал да обстојува. Пехарот е еден мотив повеќе да продолжиме понатаму, меѓутоа и мотив повеќе да мотивираме и други групи за да вложуваат дополнителни напори, да се на некој начин нивниот труд наградува и да споделуваме такви исти награди и следните години. Идејата, како и секоја година, значи Карнавалско здружение Звезден град брои некаде над 30 членови. Идеите се бираат некаде пред нова година, значи станува збор за дискусија меѓу сите членови, се паѓаат повеќе предлози. Ова година изборот падна на пред се на античка тема, меѓутоа таа вистинската античка, значи станува збор за грчката митологија. Звезден град во историјата е позната по тоа дека постојано представувавме некоја култура на некоја држава, овој пат изборот падна на античка Грција. А колку време требаше да се подготви ова маска? Подготовките траат некаде околу 2 месеци на целата маска. Што правиме за следната година? Почнувате ли веќе да размислувате и има ли шанси да се подмините самите себе? Па очекувам дека ова младина околу мене, овој ентузијазам веќе од следните денови неминовно ќе почне да размислува веќе за следната година, бидејќи овие награди се обврска за нас. Секоја година веќе 20 на години и повеќе се правиме карневали. Така да самиот факт што сме тука присутни 25 години ја покажува нашата почит и љубов кон традицијата на овој наш убав Струмички карневал. Секоја година карневалот е поубав и поубав, оваа година пак исто беше добро организиран и се е добро и наградите, така да сме задоволни од местото, сме задоволни од организацијата. Ја очекувате ли наградата и како гледате вие на конкуренцијата годинава? Целокупна посебно вашата категорија? Видите, секоја карневалска група кога почнува да ја спрема маската, потајно се надева дека ќе освои награда. Искрено ние вложивме многу труд во оваа маска, се е рачно правено, се подготвуваше околу 45 дена и повеќе. Може нашиот главен креатор тука да каже дека стварно многу труд, а и тимска работа, учествувавме скоро сите луѓе во правењето на оваа награда и потајно се надевавме дека ќе добиеме награда. Имаме голема почит према конкуренцијата, сите вложуваат доста труд во своите маски. Мислам дека нашата маска беше меѓу најдобрите. Иако, како секогаш сме втори, не е битно, ние сме сепак задоволни и пак ќе продолжиме. Сепак првото место не привлекува толку многу. Толку. Добро, колку сте задоволни од реакциите на публиката? Има впечаток дека вие бевте едни од оние кои што беа навистина атрактивни и кои што доста ја кочевте поворката со фотографирањето. Па цело време додека се движевме, ние бевме нападнати од фоторепортерите и тешко се движевме, не ни беше наредена маската. Морав стално да викам по маскираните лица и така изтегнавме до крај. Веќе размислувате на новата идеја? Се уште е рано.